Денешната тема го засега секојдневието на илјадници граѓани кои што го користат јавниот превоз во Скопје. Изминативе денови спроведовме анкета на некои локации во централното градско подрачје, каде што едноставно ги прашавме нашите сограѓани дали се задоволни од јавниот градски превоз, а речиси одговорот едногласно беше не. Истите тие се жалеа на скоро исти проблематики како и долг период. Станува збор за нередовните линии, гужви во самите автобуси, доцнење на самите автобуси, кои што некои од нив напоменаа дека и повеќе од половина час чекаат токму овде на автобуските постојки, но исто така и дел од нив се жалеа токму на недоволната чистота во јавниот градски превоз. Предлагам во продолжение да ја слушнеме спроведената анкета каде што ги истакна нивните реакции поврзани со оваа тема. Дали сте задоволни од јавниот превоз? Воопшто не. Нечисто, ги нема редовно. Колку вообичаено чекате автобус? Па од 20 до 40 минути. Слабо некако. Па ги не знам зашто ги неколку ги укина, а зашто работа не знам. Чекате многу време за одредена број? Чекаме песката, ја немам место према редниот воз ги нема тие. А околу хигиената во автобусите? Катастрофа. Треба и да има и контроли внатре, зашто и децата горе се качуваат, кршат све и свашта и со нозете на седиштата, после вие треба да седнете. Не. Не на време. Стари автобуси. Тоа е главно. А за хигиената и зеленото горе. Колку чекате за одредена бројка? Знаете што, јас знам точно кога иде и некојаш доаѓа, некојаш не. Зависи. Тоа мислам е Не случајно. Ја не се ни возам во него. Па зашто? Нема редовно автобуси, стари, мислишките превртат. За хигиената е бешка. А за хигиената сме самите верни. Никако. Зошто? Прве нечисти автобуси. Второ, доаѓаат кога ќе им текне. И трето, нели ни вети градоначалничката дека ќе имаме фри. Затоа јас си пешачам. Од Сити Мол до центар фри. Не знам како ви бидејќи возам со точак во главном. 2-3 години не сум употребила автобус. Никако не сме доволни. Зошто? Не постои јавен превоз, тоа е 15 минути, 20 минути да се чека автобус, тоа е чудно. Ние сме биле во Запад и вие сте биле во Запад. Највише се чека 5 минути до 4-5 минути од прво, друго немаме електрични автобуси или тролејбуси што има во Белград, во сите метрополи. Најново имаме метро во Солун, околу 2 милиарди евра инвестиции. Овде никој не сака да инвестира, само сакат да се профитират, а да не инвестират. Ова беа реакциите на анкетираните граѓани кои што ги затекнавме токму во централното градско подрачје. Во однос на оваа тематика, односно денешната тема на лице место, го контактиравме директорот на ЈСП пред речис една недела, но се до овој момент, односно до ова вклучување, немаме одговор. Одговор можеше да се забележи, односно не одговор за Телма, туку одговор за информации за јавноста можеше да се забележи на Facebook профилот на јавното предпријатие, каде што во продолжение ќе ги цитирам. Велат со зголемен интензитет ЈСП Скопје работи на одржување на чистотата во автобусите, редовна дезинфекција и чистење на држачи, седишта и прозори. Целта на оваа активност е подигнување на свеста за важноста на хигиената и чистотата во јавниот превоз, особено во автобусите. Замолуваме за поголема инволвираност на патниците, потикнување на јавната свест за чувство на одговорност и колективна грижа за јавниот превоз, со што ќе придонесеме за почиста, поздрава и поудобна околина. Ова беше статусот кој што беше објавен на Facebook профилот на ЈСП. Имено верувам дека со внимание слушавте и спроведената анкета на терен, каде што граѓаните се жалеа на нередовни автобуси, доцнење на самите автобуси, дел напомена околу хигиената, а еден наш сограѓанин од самите анкетирани лица напомена за една речиси кратка споредба на нашиот превоз наспроти
автобусите во Европа. Тука можеме да напоменеме за пример Загреб, додека нашите сограѓани се соочуваат со нередовни линии, недостиг на информации, недоволна организација, како што можеше да се забележи од нивните одговори. Например, во Загреб, еве, ако споредиме автобуси и трамваите доаѓаат на секои 5 до 10 минути, а патниците можат во реално време да го следат нивното движење преку апликација која што е намената за тоа. Со овие информации ве поздравуваме токму од автобуската станица кај Југо дрво, која што е многу добро позната локација за скопјаните, кои што, односно автобуската е позната за нив, верувам, односно за сите оние скопјани кои што го користат јавниот превоз во Скопје.